Измените на кривичниот законник кои деновиве се најде во собранието, поднесени од пратеници на ВМРО ДПМН, наскоро треба да се најде на расправа, а кои се однесуваат за оние контроверзни измени на членот 353, донесени во 2023, со кои се амнестираат функционери од злоупотреби на функцијата. На измените инсистираше и председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски, кој постави и рок тие да бидат донесени до крајот на годинава. Професорот Гордан Калајџиев вели дека не е добро постојано да се носат измени на законот и дека најдобро би било да се донесе новиот кривичен законник, подготвен од Министерството за правда, откако претходно ќе има и јавна дебата за тоа. Не би одел генерално парцијални измени не вршат работа. Несериозно е од аспект на тоа што кога се подготвува целосен кривичен законник, тој до сега требаше да се пушти малку и повеќе во јавна расправа. Не е нешто гледам некаква посериозна расправа пуштена. Но Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН, кој е еден од подписниците на тој закон, вели дека потребата од донесување на овие парцијални измени е потребна. Во држава во моментов има два процеса од аспект на кривичен законник, еден кој што се припрема во Министерството за правда и кој што е дел од реформската агенда, тој ќе биде донесен 2026-та и ова преодно решение кое што ние како група на пратеници го поднесовме за да спречиме амнестија на еден поголем дел на група на луѓе кои што сториле кривични дела под овие квалификативи, но и за да ја обезбедиме правната држава барем додека не го донесеме новиот КЗ. Ваквите измени се носат за да се исправат контроверзните промени донесени во 2023 година, а кои овозможија голем број функционери да се спасат од кривичен прогон и за кое и Европската Унија имаше јасни критики. Дел од реакциите во јавноста се и околу предвидените казни, бидејќи тие се повисоки во однос на измените од 2023, но се многу поблаги во однос на претходната верзија. Генерално, казните не би рекол никогаш дека се благи. Нашите казни се во принцип многу строги и се подпираат во една погрешна предпоставка дека со строги казни ќе надоместиме све што сме пропуштиле уште од превенција на криминал. Значи, споредно со странски држави, нашата казнена политика е строга. Во измените на кривичниот законник кои се поднесени во собранието, покрај одредбите за членот 353 кој се однесува на кривични дела на функционери, се предвидени и казните од проектот Safe City и тоа за одземање возило за безобзирно управување со автомобилот.